Многобројни небески тела во рамките на Сончевиот систем имаат своја атмосфера. Сега знаеме многу повеќе за атмосферата на Марс, таа црвена планета, за атмосферата на Венера, Јупитер и некои други небески тела. Се разбира, најмногу знаеме за атмосферата на Земјата, за влијанието на атмосферата врз животот на луѓето на нашата собствена планета. Овој пат разговорот на тема атмосфера го водиме во Географскиот институт при Природно-математичкиот факултет во Скопје. Наш соговорник е професорот Митко Панов. Тој е повикан компетентно да се искаже на тема атмосфера. Професор Панов, нашето прво прашање би го формулирале. Што е тоа атмосфера? Атмосфера или воздушната обвивка околу Земјата има мощно големо значење за нашата планета. Таа пред се ја заштитува Земјата од разладување и ја задржува онаа топлина што ја примила. Воздушната обвивка на Земјата воедно ја заштитува и од паѓањето на метеорите кои согоруваат на одреден начин во воздухот. Исто така го спречува и неповолното дејство на ултравиолетовите лачи, како што и овозможува кражно движење на водата во природата. Кога не би постоела атмосферата, тогаш температурата на земјината површина би била пониска за 37 степени. А што тоа значи? Тоа значи дека не би имало живот на земјата. Не би имало на земјата ниту вода, релјефната структура би била сосема поинаква, односно земјата би била безживотно тело како што е нејзиниот сателит Месецот. Границата на атмосферата, односно дебелината нејзина, не е се уште точно одредена, бидејќи таа се постепено губи во вселенскиот простор. Меѓутоа, сепак има некои автори кои даваат различни бројки за таа височина. Според едни, таа варира од 300 до 1000 км, според други таа граница ја преминува од 1000 км, меѓутоа најновите проучувања укажуваат дека над екваторот условната граница на атмосферата изнесува 42.000 км, а над половите 28.000 км, но мерена од средиштето на Земјата. Атмосферата, како што е познато, е составена од различни гасови. Најголемо учество има азотот со 78%, кислородот со 20,9%, додека другите гасови, како водородот, аргонот и други, учествуваат само со 0,9%. Водената пареја, прашинките и разни бактерии учествуваат со 0,2%. Прашината најмногу ја има над големите градови, односно во оние централни места кај што е највише развиена индустријата. Се смета дека сепак таа прашина која се навоѓа во воздухот на различни места е различна. Еве неколку примери. Во Лондон, на пример, на 1 сантиметар кубни воздух се паѓа 122.000 честички на прашина, додека во планините, како што се швајцарските планини, се паѓаат само околу 550 такви честички. Од сите гасови за животот, како што е познато, најважен е кислородот, и кога во воздухот би имало одвишок на кислород, согоревањето би се вршило многу побрзо, што значи дека животот би траел далеку пократко. Со височината кислородот исто така опаѓа и е констатирано дека на височина од 20 км тука кислородот содржи проценти 17,2, што значи дека тоа е и крајна можна граница за живот на луѓето. Азотот го намалува согорувањето и тој се издига на височина до 80 км, а пак над таа височина преовладува водородот. Јаглен двуоксидот и амонијакот се многу важни за животот на растенијата, а озонот исто така е значаен воопшто за животот на Земјата. Сите гасови над 200 км височина, тие веќе тамо се губат постепено и се претвараат во нивни атоми. Воздушната обвивка на Земјата со својата тежина врши огромен притисок и тоа некако илустративно да се прикаже, може да се каже на тој начин што тој притисок со височина кога се оди јасно дека намалува и со најдовите податоци кои сме ги добиле од сателитите, укажено е дека тој притисок со висина се опаѓа по една геометриска прогресија.
Така, например, на 18 км височина има 10-та вредност тој притисок во однос на оној што се наоѓа над самата земјина површина. Професор Панов, благодарам. Вие убаво атмосферата ја дефинирате како животворен фактор за животот на луѓето на нашата планета. Поради тоа, би ве замолиле сега да кажете од што главно се состои атмосферата, кои се нејзините строежи. Да, во атмосферата јас веќе нешто нагласи во што се состои, али може би поинтересно да видиме како се таа дели. Воздушната обвивка на земјата, одејќи од земјата површина кон височината, се дели на неколку воздушни зони кои меѓу себе се разликуваат по височина и по составот на гасовите. Најпрви доаѓа тропосферата, потоа стратосферата и јоносферата како основни воздушни обвивки, а како преодни се озоносферата и екзосферата. Тропосферата се разбира, таа е најбитна и најважна за животот и таа е најнискиот дел на атмосферата. Всушност, средната височина на тропосферата изнесува 12 км. Меѓутоа, на половите таа е нешто пониска, околу 9 км, а на екваторот се издига на 15 км. Во тропосферата температурата на воздухот опаѓа со височина. Така, например, над половите, над горната граница на тропосферата, температурите изнесуваат минус 55 степени Целзиусови, а на екваторот минус 80 степени Целзиусови. Инаку тропосферата е и најважна за животот на луѓето, бидејќи во неа се вршат сите воздушни струјења, во неа се создава облачноста, температурите се многу попогодни и така натаму. Меѓутоа, иако тропосферата е најнизок дел на атмосферата, сепак можеме да констатираме дека на највисоките делови од атмосферата не може да се одвива живот, односно тоа се и крајни граници за животот, бидејќи тука се разречува воздухот и се намалува воздушниот притисок. Од тие причини ретко се сретнуваат и населби на височини над 1000 метри, но имаме и некои интересни случаеви. Така, например, на перуанските Анди, на височина од 5800 метри се наоѓа една метеоролошка обсерваторија која се смета за највисока повремено населена точка на земјата. И, например, на боливиските Анди, таму имаме едно рударско градче, Сан Барбар, кој се наоѓа на висина од 5000 метри. Во Југославија за највисоко градче се смета Жабљак на Дурмитор на височина од 1450 метри, додека во Македонија познато, тоа е нашето градче историско Крушево, на надморска висина од 1250 метри. Втората зона во атмосферата, тоа е стратосферата, која се издига на височина од 80 до 90 км над тропосферата. И она е доста интересна, меѓутоа температурите кај неа постепено опаѓаат, односно постојано се скоро и ниски. Во неа ветровите дуваат со брзина од 200 км на час. Тоа значи дека таа е многу разречена и затоа тие ветрови со таква силина дуваат. Исто така во стратосферата не постојат вертикални воздушни струјења, туку само хоризонтални струјења. Во неа е многу мало учеството на водената парја, па затоа и не се врши кондензација. Јоносферата се наоѓа над стратосферата и во неа сега температурите повторно брзо растат, така да на височина од 300 км достига температура од 400 степени Целзиусови. Во овој дел на атмосферата се јавува и поларната светлост на височина од 350 км, а поретко и до 600 км. Инаку јоносферата е многу значајна за радиотелеграфијата, бидејќи во неа сите честици на гасовите се наелектризирани и тие ги одбиваат радиобрановите и овозможуваат емитување на емисии. Ако не би било така, тогаш тие радиоврски не би можеле да се одржуваат на оддалеченост повеќе од 100 километри. Професор Панов, оваа тема за која говорите, атмосферата, е актуелна и поради процесите на загадување кои се евидентни во светот. Што би рекле вие за оваа актуелна дилема на современата цивилизација? Да, денешен современ проблем во светот е аерозагаденоста. Таа веќе зафатила широки размери, особено во оние централни места кај што е развиена индустријата. И не само тоа, туку веќе во воздухот се навоѓаат и се произведуваат многу субстанции кои што не се од природни извори. Тие субстанции го загадуваат воздухот. Од загадувачите на воздухот најтешки за човешкото здравје се сметаат оксидите на сулфурот и азотот,
потоа на јагленот моноксидот, чадот, частиците кои што се од разни материи на одреден начин затровани и така натаму. Така, например, сулфур диоксидот може да се поднесе во една концентрација од 300 милиграми во 1 метар кубни воздух во трајање од 30 минути. Воколку таа концентрација веќе е заситена со околу 1600 милиграми, тогаш е веќе опасно за човешкиот живот, е смртоносен, како што е смртоносен и јаглен моноксидот, кој што во себе, ако има состав од 3000 такви честици, тогаш исто е смртоносен за животот на човекот. Всушност, ние треба да напоменеме дека навистина денеска треба да се води една сериозна грижа за таа за аерозагаденост и воопшто за заштита на човековата средина. Благодарам. Драги гледачи, професорот Панов ни даде една тродимензионална слика, ако така можам да ја наречам, за животот на луѓето на планетата во условите на атмосферата. Меѓутоа, представува интерес да видиме што би станало со човекот, со живите организми воопшто, ако тие се спуштат, да речеме, на морска или езерска длабочина. Потоа да видиме што би станало со човекот ако со помош на авион се подигне на стратосферска височина. Какви феномени таму ќе доживее човечкиот организам. А на нашата земја, да речеме во инкубаторите, имаме и посебни услови за живот на малите деца кои што имаат потреба од една таква човекова средина. Поради тоа, да ја подкрепиме оваа интересна тема со фрагменти од таков вид. Се запознавме какви животни услови нуди атмосферата. Сега разговараме со професорот Јонче Шапкарев, тој е познат биолог од Природно-математичкиот факултет во Скопје. Вас како биолог прво би ве запрашале, дали животните што живеат на воздух би можеле да опстанат и под вода? Никако. Се разбира, овие животни што живеат во воздушна средина и кои се приспособиле на таков живот, тие имаат посебни органи за респирација кои може да го користат само кислородот од воздушната средина. Додека пак животните што живеат во водена средина, тие заправо имаат такви респираторни органи кои можат да го користат кислородот од водената средина. Тоа значи, и ако кислородот се наоѓа и во воздушната и во водената средина, едни животни го користат, може да го користат само од водената, други од воздушната средина. Во ред, меѓутоа што станува со човекот? Дали тој може да се адаптира за еден подолг престој под вода? Исто и човекот е заправо адаптиран со своите респираторни органи да го користи кислородот само од воздушната средина. Према тоа, тој секако може да борави под вода само еден краток временски период. Меѓутоа, со подолгиот негов престој, тој е неминовно изложен на смрт. Меѓутоа, ако треба човекот да борави под водата, заради одредени цели, што нарочито денес тоа се врши во светот, тоа е возможно само со неговата употреба на одделни посебни средства. Така, например, денес многу меѓу морнарицата има, меѓу други овие институции кои успеваат да пратат своји луѓе под вода и до дури 150 метра длабочина, али со посебни опреми. Тоа се пред се овие нуркачки облека, кои заправо представуваат една таква опрема која го обложува нивното цело тело, али е најважно тоа да е заштитена главата во тој смисол да не навлегува вода, а да може во средината помеѓу главата и таа негова посебна шапката, да речам, да може да користи кислород од воздушната средина. Това тој го користи од надворешната средина, со тоа што заправо преку црева од, да речеме, еден чамец е поврзана нуркачкото одело и на тој начин тој секогаш има доволна количина на кислород. Или пак е принуден да на својот грб носи, да речеме, посебни опреми во кои е складиран кислородот и преку пак една цев да заправо
се дотурува кислород пред неговиот респираторен орган. Денес заправо се спуштаат малку и подлабоко, да речеме со помоќ на подводни звона, кои исто така се поврзани со црева со воздушната средина, но во последно време постојат и така наречени батискафи кои може да се спуштат луѓето и до 5000 метра длабочина и дури подлабоко, што особено е извршено со последниве најнови експедиции светски прекоокеански, што е случај да речеме со американските, шведските, советските и некои други. Заправо овие батискафи се тотално независни од воздушната средина и тие можат по своја волја да се спуштаат на одредена длабочина и потоа да се искачуваат. А во внатрешноста си имат еден комодитет во смисол на една тотална иста воздушна средина и го користат кислородот што се наоѓа баш во батискафот натре. Се разбира и тоа е само за одреден временски период и поново тие мора да се качат во својата природна средина во која се заправо и самите создали. Благодарам да се посетиме на Пикар, тој оној познат нуркач кој се обиде уште пред 10 години да создаде еден животен простор во вода со помош на техниката. Меѓутоа, некои проектанти веруваат дека во иднина ќе можат дури и мали населби да се организираат под вода. Дали верувате вие во тоа? Па техниката е денес толку напреднала да може да се очекува све, знаете. Ние бараме животни простори и под вода, а и во другите овие планетарни пространства. Заправо користење на другите небески планети. Така да не е чудно можда во тек на времето да може да се создадат, али тој ќе бидат само вештачки створени услови од страна на човекот да борави, да речеме, извесен период, подолг од она што денес е можно да се стори, или пак евентуално да можат тие вештачки услови да се создадат за еден траен, долг период. Сепак да заклучиме од она што го рековте вие, дека науката веројатно има можност дел од животниот простор што е карактеристичен за планетата да се најде и во длабините на морињата и океаните. Секако ќе се најде. Има случаи кога науката создава посебни животни услови за живот на суштествата. Таков е случајот тука кај вас, доктор Келкоцев, на гинеколошкото одделение. Кажете ни, какви животни услови нудат овие инкубатори во кои гледаме мошне мали деца? Оние деца кои не се способни да живеат надвор на просечна температура или влажност, мораме да употребуваме инкубатори, да им помогнеме на децата да преживеат. Има различити врсти инкубатори, но сите се углавном на исти принцип. Да имат константна температура, константна влажност, да бидат заштитени од инфекции. Прво, температурата е константна, се регулира со посебна една апаратура, означени бројки од 0 до 10 со јачина на самата температура. Обикновено ги држиме на 32 до 33 степени, нешто малко пониска од телесната температура. При многу помали деца, кои се околу 900 до 1000 грама, може чак и до 35 степени да се употреби. Ве молам, темата на нашиот разговор е воздух. Влијанието на воздухот врз животот на луѓето, во овој случај врз животот на малите деца. Ние покушаваме... Кажете ни, ве молам, кажете ни каков воздух се обезведува тука? Воздухот е надворешен, само го ние обогатуваме со киселник. Према тежината на детето и содржината на киселникот е различита. Обикновено е доволно 2,5 до 3, евентуално до 3,5 литра во минута да поминува киселник низ инкубаторот, што одговара на заситување околу 35%. Поголемо заситување медицински не е ни дозволено, бидејќи при подолга употреба на киселник и при големи количини на киселник може да доведе до оштетување на окото, тоест до ослепување. Затоа се препорачува краткотрајно, рецимо можда само од неколку сата, и
do 35% kiseonik. Neli. Znači, jak go korigirаме надворешниот воздух со збогатување на киселоникот. Поред едно мало новороденче кој има потреби да живее во инкубатор, колку време тоа треба да престојува за да може да ги поднесе надворешните услови на воздухот, оние што ги поднесуваат другите нормално родени деца? Ние обично зимаме тежината како индикатор за дали детето може да биде надвор да живее или не. Просечна тежина е земе околу 1800 грама. Се рачуна да деца помали со од 1800 грама не се способни да живеат надвор, а деца поголеми од 1800 грама можат. Во колко децата не се оштетени, уколко е дете оштетено, може да биде поголемо, захтева инкубаторска нега. Сега, ако може да ни кажете како го регулирате дотокот на кислородот и на другите состојци за да добиете една смеса на воздух што е пригодна за овие мали деца? Има два начина. Самите инкубатори имат своја посебна апаратура за регулирање на киселникот, нели? А осим тоа тоа е овдека се ушалтува самото црево, нели, и овдека при дигањето означува точно колку треба да биде киселник. Видите, има 1 литар, 2 литра, 3 литра. Значи потребната количина, а има една табела кај што е прорачунато колку литра киселник на колку процент одговара. Јас на крајот би ве прашал, што значи воздухот за животот на луѓето? Најважно нешто за детето, поготово за недоносното деце, е коригираниот воздух, нели? Обичниот воздух, нели, не е доволен за нормално дишање и за одржавање на недоносеното дете. Затоа го ние збогатуваме со киселник и во таква состојба тие можат да живеат, да растат и да напредуваат. Нашата тема за атмосферата не инспирира да се најдеме и меѓу пилотите на војното воздухопловство, меѓу оние луѓе што летале со надзвучна брзина. Прво би ве прашал, на која височина досега имате летано? Па на висинама преко 20.000 метара. А која брзина имате најмногу постигнато за време на вашите летања? Pa za dostizanje tih visina potrebno je maksimalne brzine, oko maksimalnih brzina postići. To je negde oko 2000 do 2300 km na čas. Рекол дека нашата тема е атмосфера. Според тоа би било од интерес да чуеме какви впечатоци имате доживеано на едно височинско летање, како што рекоте, до 20.000 метри. Pa ovako za nas pilote to su normalni osjećaji, normalni događaji koji se dešavaju, međutim možda je to ovako malo zanimljivije za ljude koji se tim poslom ne bave, ne? Jer za vreme tih letova izmeni se niz događaja, prelazak sa malih visina na veće visine, a samim tim imamo niz tih specifičnosti i specifičnih uslova kroz koje sam pilot prođe. Нашите пилоти ги посетивме пред денот на военото воздухопловство. Времето не е така погодно, врне сите дожд, сепак пилотите се на работното место. Вие веројатно се подготвувате за некоја нова задача, за некоја ново летање, дали пак денес треба да постигнете височина од 20.000 метри? Pa danas u ovim uslovima malo je teže, danas se ne spremamo, ali u drugim uslovima kada je vreme pogodnije postižemo te visine i izvršavamo te zadatke. Potrebni su nešto povoljniji uslovi nego što su današnji, kao što vidite. Благодарам. Крај нас се наоѓа еден лекар на военото воздухопловство. Вие го чувте искажувањето на пилотот кој летал со голема брзина и на голема височина. Од вас би побарал еден коментар за тоа. Што се случува со човечкиот организам кога ќе се најде на стратосферска височина? Ja bih najprije morao da kažem, da napomenem to, da je atmosfera, najniži sloj atmosfere ujedno i najgušći. Prema tome, penjanjem na većim visinama, odnosno letanjem na veće visine, dolazi i do posebne reakcije organizma, kako pilota, tako normalno i bilo kog drugog čoveka. Sad, ovaj pritisak kiseonika se menja zajedno i sa ostalim, znači dolazi do opadanja parcijalnog pritiska kiseonika, tako da
dovod kiseonika u pluća i uopšte u organizam je smanjen, odnosno manja količina. Sam organizam do 3000 metara nema nekih bitnih, ne doživljava nekih bitnih promjena, jer vrši kompenzaciju svojim posebnim adaptacionim reakcijama. Međutim, penjanjem na veće visine dolazi do pojave izvesnih simptoma, kao što je glavobolja, zatim laki zamor, što se očituje ubrzanjem srčanog rada, zatim